Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и готвач на ова шоу, а на денешното мени говедски опаш. Нешто препознатливо, нешто многу вкусно, нешто кое бара многу внимание и нешто кое на крајот ја краси чинијата со убаво, вкусно, растресливо и меко месо во кое не постои човек што нема да ужива. Бидете со нас, затоа што веднаш почнуваме. Драги мои, на денешното мени нешто навистина не секојдневно и необично, кој би рекол говедски опаш. Ке го исечам на парчиња, ке го запржам, ке му додадам зеленчук и ке го оставам тивко, ама баш тивко, 3 до 4 часа да си крчка. Гледајте што ќе направам со него веднаш. Французите велат дека не постои помеко, повкусно месо од месото на опашот на говедото, ако правилно го сготвиме и секако ако имаме трпение. Опашот е многу едноставен, има многу коски, малце месо, меѓутоа бара многу коренес зеленчук. Затоа денеска во опашот, додека тивко го обработуваме, ќе ставам буквално се што имам од зеленчук, затоа што сакам да биде навистина превкусен. Уште малце морковчиња и малце зелен целер за мерак. Веднаш почнувам. Говедски опаш. Некој би рекол, што би можеле да добиеме од говедскиот опаш? Меѓутоа, верувајте, говедскиот опаш многу во минатото луѓето го користат и од него прават многу убава вкусна чорба или месо кое било храна за сиромашните. Зошто? Затоа што додека горело огништето, котлето или тенџерето големо за на оган, полека си динстало со многу зеленчук и со говедски опаш. Сега, кога правиме за многу луѓе, нели, ни требаат и повеќе парчиња од говедскиот опаш, меѓутоа, секогаш треба да внимаваме да бидат со иста големина и да не бидат од различна возраст на говедот. Опашот има многу коски. Секоја коска има многу колаген. Тој колаген при тивкота термичка обработка полека се претвара во желатин и ќе добиеме многу едноставен свилен сос од месото и од зеленчукот кој ќе биде и идеален да го ставиме во чинија, меѓутоа уште повкусен да уживаме во него. Бидејќи тивко ќе го готвам ова денешно јадење, ќе користам од нашите тави од ајрон гус или гусени тави, во кои најубаво се готви затоа што тивко и полека температурата од сите страни во рерната ќе го обвие садот и се што има внатре, на крајот ќе биде меко како душа. Прво што треба да направам е да го посолам и да му додадам црн бибер на месото да го зачинам. А потоа еден тенок слој на брашно, откако ќе го направам тоа, ќе го ставам на маснотија убаво да се испржи. Како што кажав, ќе нанесеме и тенок слој на брашно. Брашното ќе помогне опашот и месото да добијат една убава коричка од озгора. Брашното исто така ќе допринесе и да биде убав и густ сосот, меѓутоа овој пат, бидејќи работиме со месо кое има многу голема коска, како што кажав, од колагенот и желатинот ќе добиеме исто така убава густина на сосот. Затоа и нема да додаваме дополнителни изгуснувачи во сосот, него само од себе ќе си пушти. Нанесов и брашно. Сега ќе додадеме масло и веднаш ќе ги ставам парчињата да се испржат од сите страни.
Сега, како што кажав, ќе го исецкам и целиот зеленчук, ќе го исецкам на крупни парчиња, затоа што тивко и полека ќе се готви и тој тогаш ќе пушти све што има во него како вкус. Целер, морков, кромит, листови од целер, идеална комбинација за добар вкус. Не постои јадење во кое ќе ги ставиме овие зеленчуци, а јадењето да не биде вкусно. Едноставно, лесно, препознатливо и навистина и многу здраво за нас луѓето. Бидејќи имаме доста зеленчук во денешниот рецепт, јас направив и бујон, откако добро нели го измив сите лушпи и сите остатоци од зеленчукот ги додадов во вода и направив еден зеленчуков бујон кој ќе го збогати вкусот на денешното јадење. И вие, драги мои дома, не ги фрлајте остатоците, него искористете ги и направете убав и здрав бујон, кој, како што кажав, нели ќе даде дополнителен вкус на јадењето, што сите го сакаме. А бујонот многу едноставно ќе го направите. Оставете го на среден оган најмалце 45 минути. Убаво да си крчка. Тогаш се што има внатре го пуштило вкусот или аромата. Парчињата од опашот дали се добро испржени? Одлично. Откако добро ќе се испржат и откако ќе фатат кора, ќе ги трнем на страна и веднаш ќе го додадам зеленчукот. Одлично. Зеленчукот го исецкав, сега ќе го префрлам на страна за да можам да проложам понатаму, меѓутоа прво ќе ги видам деловите од опашот дали се испржени, а како што мириса во кујнава луѓе, магично. Баш она што ви го кажав, штом се запржи, го пушта вкусот и веќе не освојува. Ајде, да, готово, погледнете оваа убавина. Оу, да, баш така како што требаше. Осеќам дека денешното јадење ќе биде навистина многу вкусно. Одлично. Одлично, ќе го оставиме вака на страна. Сега, драги мои, намалете го огнот. Не смее да биде сега толку јак. Внимавајте кога го допирате садот од гус, затоа што тој комплетно целиот се вжештува. Сега ќе додадеме малце путер и веднаш ќе го додадам целиот зеленчук. Да се испржи до тој степен што комплетно ќе омекне. Одлично, ќе го оставиме зеленчукот полека да си крчка, а јас за тоа, драги мои, ќе почнам да го спремам доматниот сос. Еден од основните 5 мајчински сосеви. Што се ни е потребно? Прво имаме едно убаво тавче од серијата на Берлингер, кој е идеално за вакви сосеви. Сега ние угостителите во големите кујни правиме на големо вакви сосеви и вкусот на вистина на доматниот сос е идеален. Овде ќе направиме во помала верзија, чисто колку да видите како да го направите дома еден од 5 мајчински сосеви кои се многу препознатливи и почитувани во гастрономијата. Едниот е доматен сос, другиот е холандес, всушност тоа е топол мајонез. Третиот е велуте. Велуте може да биде направен од пилешко месо или од риблјо месо. Имаме ешпањол и бешамел. Сега, во загреано тавче ќе додадам масло. Откако маслото ќе се загрее, ќе ги додадеме морковчињата и кромитчето. Откако ќе се запржат малце, ќе додадеме домати, од кои претходно сме ја излупиле лушпата и ќе оставиме тоа тивко и полека да си динста и секако во него овој пат ќе додадам и зеленчуков бујон. Сега, за жал, во овој период од годината доматите не се како во јули и август, меѓутоа се уште се убави и вкусни. За да го дополниме вкусот, решив да додадам и малце паста од домати. Нели пастата од домати ќе ја даде дополнително и густината на сосот, меѓутоа и ќе го збогати вкусот. Шубаво. На пазар најдов мали кромитчиња и се израдував за тоа што порано, кога јас растев, само такви мали кромитчиња имаше. Драчевскиот кромит беше навистина многу препознатлив по вкус и многу побаруван на пазарот.
Една мала главица даваше вкус како сега две големи главици. Плюс тоа и немаше толку многу вода во кромидот. Не знам што сорта беше тоа, меѓутоа денеска навистина се израдував кога видов такви мали кромидчиња. Додека кромидот се пржи, ќе го направам и денешниот гарнир на многу интересен начин. Одлично, сега само уште да додадам сол и бибер во зеленчукот. Ќе додадам и овде сол и бибер и секако вкусот на Балканот, без кој не можеме. Дафинг. Ќе додадам неколку ловорови листови, неколку гранчиња мајчина душичка, а откако ќе омекне комплетно зеленчукот и ќе додадам бујон и вино заедно со месото и лукче. Едноставно 5 мускетари во кујната. Кромит, лук, пашканат, целер и морков. Без нив, ниту едно јадење не може да биде онака како што ние овде на Балканот сме научени да јадеме. Затоа што тие зеленчуци, тие мускетари комплетно го даваат тој препознатлив вкус што ние вистински го сакаме. Кромитчето доби малце боја, што е одлично. Сега јас ќе ги додадам натре доматите. Ќе промешам. И сега во другото тенџерче ќе додадам путер. Пред да додадам путер, ќе додадам една мала лажица од бујонот, кој секако, секогаш кога го додаваме, убаво ќе го процедам. Сега ќе го додадеме путерот. Одлично. И ќе ги додадеме малите кромитчиња и морковчињата кои претходно ги обликував. Викам млади моркови. Од обичен морков со лупалката убаво ќе ги оформите и ќе ги искористиме многу едноставно како млади моркови. Како убаво си омекна зеленчукот и сега доаѓа магијата. Додадеме малце доматен сос, додадеме пирео домати, ќе го додадеме лукчето како што кажав и сето ова добро ќе го промешам. Оставете го 1-2 минути да пушти арома и доматното пире и доматниот сос. Што убаво и вкусно, уште сега изгледа. Сега веднаш ќе ги ставам парчињата од опаш натре. Истурете го џусот што го пуштило месото, затоа што таму е вкусот. Сега ќе го додадам црвеното вино и ќе оставам убаво да си крчкаат за тоа време. Посадот ке виното, ќе додадам и од бујонот, секако го процедуваме секогаш, тоа не заборавајте. Секако, на нашата веб продавница 4сезони.mk, откако ќе се регистрирате, можете да проверите све што имаме таму, а верувајте, се што е ставено во веб продавницата, може вам да ви користи за дома, да можете многу подобро и повкусно да ја сготвите храната. Одлично. Сега ќе оставиме да почне да крчка заедно со виното и штом испари алкохолот, ќе го додадеме бујонот и спремни сме да го ставиме денешното јадење во рерна, тивко и полека 3,5 часа да се готви на 160 степени температура. Или пак, можете да го оставите на шпоретот, да намалите под среден оган температурата и да го оставите исто така 3,5 часа тивко и полека да си крчка, затворено со капакот, меѓутоа оставете малце од таму кај што ќе испарува за домот да се исполни со мир, хармонија и со многу добар вкус. Да видиме доматите до каде се. Доматите си крчкаат и за мерак ќе додадам и малце лукче во нив и ќе ги оставам исто така на тивко полека да си крчкаат, а штом добро се сварат
со блендер убаво ќе ги изблендирам, ќе процедам и доматниот сос ќе биде готов. Вака полека ќе го оставиме и, драги мои, кога ќе го пушти сосот, ќе додадеме малку доматно пире, како што кажав, преска и тоа е тоа. Малите кромичиња и бејби морковчиња си се крчкаат полека. Ќе додадам шекер малце во нив ради блажина. Можеме на самиот почеток во садот во кој што ќе ги уготвиме овој гарнир да додадеме една лажичка или 1,5 мала лажичка шекер, тој да карамелизира, па потоа да го додадеме бујонот ради боја. Меѓутоа, јас за да не ја комплицирам работата, си имам балзамиран оцет од нашите пријатели од Витаминка и малку црвено вино ќе додадам за дополнителен вкус, секако и боја, и да не заборавам едно мало лажиче шекер, рамно. Не смее да биде ни многу благо. Меѓутоа, киселоста на виното со киселоста на балзамираниот оцет од Витаминка ќе добијат и сјај, и вкус, и мала киселост. Сега ќе го додадеме и виното. Одлично, не само боја, него и вкус. Кога ќе испари целата течност во маснотијата што ја додадовме во путерот, што останал, тие малце и ќе се глазираат, ќе добијат уште поубава боја. Еве го виното испари, јас сега ќе го додадам останатиот бујон. Овој пат направив зеленчуков, меѓутоа можете да го збогатите ова јадење и со говедски бујон. Многу едноставно, ќе го испржите вишокот на месо и коски што ви останало, во него ќе додадете зеленчук и истиот начин, 45 минути на тивко да крчка. Да го додадам сега доматното пире, како мириса сосот, луѓе мои. Ете го сосот го додадов. Кромит морков и домати. Сол, бибер и доматна паста. Идеално. Уште сега ми се допаѓа и бојата и вкусот што го испушта. Поклопуваме. Прво да отворам редната. 160 температура, идеална. Секогаш треба да внимавате, шубо си крчка. И внате во редната оставете малце простор, значи не комплетно поклопено, него мора да дише малце и тука. Ете, така, сосема доволно. И да наместиме времето на 3,5 часа. И за тоа време, драги мои, ова оставете го да си крчка полека, а вие средете нешто по дома. Драги мои, погледнете, се топи месото. Сега ќе го извадам малку да се подолади, за да можам да го одвојам од коската. Оф. Многу убаво. Колку едноставно се двои, меѓутоа многу е жешко, ќе морам малку да почекам да се подолади, да можам убаво да го одвојам од коските. А зеленчукот и сосот, погледнете. Идеално. Погледнете како излегува месото. Значи сега брзо во првата месарница и побарајте говедски опаш. Вистински деликатес кој некогаш го јаделе само сиромавите, а денеска е вистински специјалитет и деликатес во модерните ресторани ширум светот. Ајде, драги мои, да сервираме. Едва чекам да видам како сето тоа ќе испадне во чинија. И сега, доматниот сос, што убаво изгледа. Киселоста на доматниот сос толку добро ќе се совпадне, ќе направи еден убав баланс со месото. Тоа е чудо. Сега, ќе ставам тука една модла. Полека ќе зимам од жешкото месо кое е уште многу топло и ќе додавам во модлата. Добро стиснете со лажичка за да се набие месото внатре.
внимателно кога ќе го чистите опашот, затоа што може да остане некоја мала коска. А тоа може да направи вистински проблем додека јадеме. Ова е сосема доволно. И сега, стиснете го во тањирот, за да се спои убаво. Сега ќе додадеме малце од сосот од месото, кој го испасирав и го процедив нормално. Ќе го ставиме вака од озгора. Сосема доволно, бидејќи имаме и доматен сос. Ќе земам од кромитчињата и од морковчињата. Ќе ја извадам модлата. Црвена пиперка, многу ситно бруноаси сецкана. Ставиме две ваква ленти од власец и малце микрогринс. Па, драги мои, нека ни е на здравје. Многу труд, меѓутоа секогаш се исплати, затоа што ова што го добивме денеска од опашот е навистина перфекција. А јас морам да го пробам. Навистина се топи месото од тоа колку е добро, тивко обработено и заслужува вистинска почит. Направете го и нема никогаш да зажалите, за тоа што ова јадење ќе стане дел од вашето семејно мени. Значи, денес, драги мои, не готвиме само со желба, готвиме со трпение, за на крај сите да бидеме сити и срекни. Едноставно, говедски опаш во комбинација со зеленчук и прекрасно пире. Нешто кое сите вистински ќе ве воодушеви ако се обидете да го направите. Јас сум Дејан Христовски, водител и готвач на ова телевизиско шоу, а вие, драги мои, посетете нашата веб-продавница 4сезони.mk и секако каналите на YouTube и социјалните мрежи. Имајте убав и пријатен ден.